Добро дојдовте назад. Денес, фактички утре, на 13-ти, е Светски ден на органодарителството. И токму по тој повод ние одбравме да го викнеме човекот на организацијата која практично ни ги отвори очите за нивниот навистина сериозен проблем и можам да кажам слободно дека имавме чест да бидеме еден од првите медиуми што ја почна таа тема. И токму така и беше насловена. Знаете ли дека можете да донирате органи поради ниската стапка на информираност во нашата земја во споредба со и не некои далечни, туку екс-ју републики, каде кои практично предничат, ете ги веќе хрватите, словенците и така натаму. Му велиме добро утро секој утро повторно на веќе нашиот пријател Даниел Тодоровски, председател на Сдруженијето Храбро срце. Добро утро. Добре ми дојдовте. Благодарам на поканата. Утре, како што веќе најавив, нели, како што веќе споменавме, Светски ден на органодарителството. Ајде прво, пред да ве прашаме до каде сте со целиот оној процес кој вие активно го водите, ајде прво да прашаме какви активности предвидувате? Вака, како што кажа, 13 август е Светски ден на органодарувањето, кој што, ако се вратиме сосема краток историјата. Значи, прв пат Светската здравствена организација по барање на Министерството за здравство на Индија во 2010 го воведува Светскиот ден за органодарување. Тоа е поради тоа што навистина во Индија претходно имало огромен број на починати ради немање доволно органи. И иницијативата на Министерството за здравство на Индија е прифатена од Светската здравствена организација и 13 август е прогласен за Светски ден на органодарувањето. Оваа година, поради тоа што имавме ради општо познатата здравствена состојба во Македонија, имавме многу малку време за подготовка за овие активности. Успеавме заедно со помош на нашите пријатели, поддржувачи, да отстампаме еден мал број на флаери, во кој што објаснуваме што е органдарителство, кој може да биде дарител, кој не е дарител, кој органи се даруваат, значи изведок од Законот за трансплантација на органи и ткива во Република Македонија. И тој мал број на флаери што успеавме да го штампаме за овој краток временски рок, ги во текот на денешниот ден ќе бидат поделени, дистрибуирани како во Скопје, така и во одредени градови низ Македонија. А ќе биде дистрибуиран во текот на денешниот ден и во Охрид, кој што во овој момент сите знаеме дека пола, ако не повеќе од граѓаните на нашата држава, се во Охрид. Значи, стварта е да тоа го направиме со повеќе број луѓе да дојде до нив таа информација. Исто така, дел од овие флаери ќе бидат поделени во здравствени организации во Скопје, кои што се занимаваат со кардиоваскуларните болести. За жал не можеме друго, ограничени сме и со простор и со време да организираме средби или дискусии или конференции, но тоа ќе го оставиме за идната година. Така. Во ред да се навратиме на самиот момент, да, убаво е подигнувањето на сите активности за подигнување на свеста пред се, но има тука еден друг мал проблем, а тоа е оној притисок кој за жал мора да се врши врз институциите кои практично се не само надлежни, туку и должни да го решат вашиот проблем. Бевме сведоци во јавноста, нели, дека нескромно ќе кажам, чувствуваме и ние мал придонес во сето тоа, дека веќе почна на некој начин да се вршат трансплантации малку зачестено, но до каде каде е запнато? Бидејќи се уште официјално не е решен проблемот. Па вака, кој што вие имате чувство, исто да чувство го делиме и ние како здружение. Не, вие треба да го делите, јас само кажам, нескромно го редак. Заедно и најавувавме некои работи. Так. Значи, имаме чувство дека полека свеста за органодарување, како да кажем, се качува. Значи, бројот на потенцијални органодонори станува се поголем, се развива свеста од потребата за спасување на луѓето. Ја морам да кажам во овој момент благодарност на двете фамилии кои што понудија органи во ова време и дека се повеќе со нашиот притисок, со тоа што ние бараме, не инсистираме, туку бараме да тоа се зголеми во напорите на институциите во нашата држава, имаме зголемен број на луѓе што се јавуваат.
како потенцијални донори. Во истовремено во овој момент сметаме дека и државната кардиохирургија која што одговори во моментов на предизвикот за трансплантација на органи, како и клиниката за урологија, мислам дека она што беше најавено од страна на министерот за здравство доцент Филипче, дека ќе се распише тендерот за добивање на национални лиценци за центри за трансплантација, дека тоа треба да се заврши што побрзо, за да се овозможи и даде можност и на други клиники кои што се спремни, без обзира тоа јавно или приватно здравство, сите се тие во системот на здравствените институции, да добијат шанса да се зголеми процентот на органодарување, затоа што кога имате 2, 3 или повеќе центри за трансплантација и можноста за зголемен број на операции навистина се зголемува. Така да тоа го очекуваме, а инаку ние како здружение во овој момент на големо ја подготвуваме националната кампања за подигнување на свеста. Веќе токму тоа и сакав да ве прашам, како може да се придонесе за подигнување на свеста, бидејќи ете и се актуализира вашиот проблем преку медиумите. Не сме единствени, значи, нели, медиуми го актуализираат проблемот, се фрла позитивно светло на оние трансплантации што се вршат и апсолутно треба, нема тука никаква дилема. Но сепак зборуваме дека во еден период имало само 2 семејства кои биле подготвени да даруваат органи на нивен најблизок практично, за да се спаси нечии живот. Јас сум сигурен дека имало многу повеќе кои не сакале да го сторат тоа. Од разни причини, нема ним да навлегуваме во тоа. Значи, можеме да се согласиме дека многу е важна едукацијата, образованието на луѓето, односно пренесување, прецизно пренесување на вашиот проблем, за да можат да разберат вие со што се соочувате и како органи кому веќе некому за жал не му се потребни, можат да спасат неколку туѓи животи. Ајде уште еднаш, јас инсистирам, ова ви е трето гостување, меѓутоа инсистирам да објасниме уште еднаш од еден донор колку животи можат да се спасат. Вака, према сите медицински протоколи и правила, значи од жив донор може да се земе само бубрегот, додека од починат или кадаверичен донор може да се земат 8 органи. Тоа се бубрези, срце, белите дробови, црн дроб, панкреас, крвен сад, матичните клетки, а сега во поново време веќе се влегува во ситуацијата да се земат и други органи и други ткива, така да се уште ние мора да стоиме официјално на што е официјално кажано дека се 8. Значи еден починат донор кој што е влезен во мозочна смрт и тој официјално е починат, може да спаси потенцијално 8 животи, но тоа се зависи од подготвеноста на здравствените институции, клиниките кои што треба да вршат таа трансплантација, докаде се, што се и колку се подготвени да тие трансплантации ги извршат. Така да Значи, меѓу другото, не е само едукација на населението дека може да се донира, туку и едукација на самите здравствени работници за... Да, мора, значи, оние клиники кои што ќе изразат подготвеност да почнат со трансплантација на органи и ткива, наистина мора да имат добро подготвен кадар за таа трансплантација за која што ќе се пријава дека може да извршат. Во моментов ние имаме подготвен кадар за трансплантација на срце и на бубрези. Колку што сме информирани, се подготвува трансплантацијата на јетра. Додека другите органи се уште не се подготвени клиниките и мислам дека треба да почнат, тоа е наше мислење, дека треба да почнат што побрзо се обука на такви кадри, подготовка на опрема и простории, за да може да се заврши трансплантација на другите органи, да не мораме да трагаме по нив понатака. Сега за сега ситуацијата со корона кризата, нели логично е малку да ги успори самите здравствени власти во решавање на овој проблем, иако не би требало, бидејќи вие сте фактички, па може да се каже, најризичната категорија во оваа ситуација, вака една од поризичните групи. Па према сите информации и податоци до кои што ние доаѓаме, нормално во подготовки на кампањи и на сето тоа,
Значи, пациентите кои што имаат механичка поддршка, дали тоа елват или биват, и во Соединените Американски држави, во Англија, во целиот свет, се ставени во најризичната група за потреба за трансплантација, еве конкретно за срце. Затоа што ми имате во секоја национална листа на чекање за трансплантација има неколку групи, 2 или 3 групи на пациенти. И секогаш пациентите што се со вештачко срце, со механичка поддршка, се наврват на таа листа. Так. И тие секогаш имаат приоритет при трансплантација или можно добивање на орган за трансплантација. Так. За жал минатиот пат ве примив со неубави вести за, мислам, нели, излезениот. Се надевам дека во моментов сите ваши членови и оние кои воопшто чекаат на листите се во добро здравје. Претпоставувам дека имате редовна комуникација. Да, ние како Сдружение комуницираме редовно со сите пациенти кои што се на листата за националната листа за чекање за орган, што имаат механичка поддршка. Листата е многу поголема, значи не сме само ние на таа листа, но ние комуницираме со овие пациенти кои што се членови на нашето здружение. Во моментов имаме 13 члена. Како што тројца ни починаа, тројца нови ни се придружија. Во меѓувреме, Тука ќе кажам за жал. навистина за жал, затоа што наистина тука ништо не можеме ние да направиме, но за жал е и приемот на нови тројца. Тоа значи дека срцевата кардиомиопатија, која што се повеќе се изима со изамав, или пак, ајде да кажеме другото, може да ни се случи да пациентите, нашите сограѓани, полека се освестуваат потребата за редовна контрола на својот организам и се повеќе се проширува сознанието кај нив дека мора да се контролираат, да на време се увидат нивните здравствени проблеми, и со тоа ние автоматски добиваме зголемен број на пациенти со кардиомиопатија. Значи, тоа не е случајно. Исто како што е во фаза на коронава, колку повеќе имате тестирање, имате поголем број на пациенти заразени. Тоа се однесува и на сите органи. Во колку редовно се идете на здравствена контрола, многу побрзо ќе се откријат вашите здравствени проблеми и многу побрзо ќе се реагира. Да се превенира да стигне до финална фаза, предфинална фаза. Јасно, каде што целата таа терапија во превенцијата не кошта и здравството и сите нас многу поевтино, отколку кога ќе дојме ситуација да мора да се вгради механичката потпора. Така. Токму за оваа тема, дали фактички вашата кампања ќе вклучува меѓу другото и напор за едукација на населението, на граѓаните за почеста проверка здравствена? Да, ние планираме едниот месец да отпочнеме кампањата со тоа што ќе се оди кон она дека подиграњето на свеста за зголемена потреба од органодарување не држи само акцент на органодарувањето, туку акцентот ќе оди на превентивните здравствени прегледи, да луѓето сватат дека мора да се оди на преглед, мора да се вршат тие превентивни прегледи за да можеме да дојдат до својата реална здравствена состојба. А втор акцент е тоа дека ние мораме и сакаме да работиме и со матичните лекари, зашто со нив веќе се водени разговори со председател на здружението, дека матичните лекари него потребно е да се вклучат во кампањата заедно со нас, да побараме да нашите граѓани доаѓаат на тие прегледи кај матичните. Зашто тие се основата на здравствениот систем кој што ќе сигнализираат доколку има зголемена појава на кардиомиопатија меѓу населението. Така. Дали во однос на кампањата имате за сега склучено соработка со некој релевантен здравствен фактор кој би, да речеме, застанал на ваша страна? Ние се уште сме во фазата на подготовка на документација и на материјали, на видеобимови, спотови, пораки на луѓе и да речеме спортисти, здравствени работници, глумци кои што ни даваат поддршка на кампањата. Кога ќе тоа биде скоро финиширано, тоа ќе реализираме неколку разговори со здравствени институции, каде што сакаме да презентираме работната верзија на материјалите, што е тоа што ние ќе го понудиме во кампањата, што е тоа што ние сакаме да постигнеме како резултат, затоа што секоја кампања не е само да направите кампања, вие можете да имате фидбек што донела кампањата. Често пати знаеме да видиме кампања
а нема фидбек после тоа. Значи ние одржаме кампањата и бидна што бидна. Не, него ние ќе направиме во подготовка се параметрите по кои што ќе ја цениме успешноста на кампањата. Така да, откако ќе подготвиме работната верзија на сите овие материјали, ќе направиме разговор и сите оние кои што ќе сакаат да се придружат со нас и да не поддржат, ќе бидат добре дојдени во секој случај. Така. И секако Алфа телевизија е тука за да пренесе вашата порака. Алфа телевизија рачунаме како прва една од основните поддржувачи на кампањата во секој случај. И ќе останеме Дај Боже. на ваша страна. Така, и сосема за крај, еве и да разјасниме уште еднаш за гледачите кои фактички првпат го гледаат председателот на Сдруженијето Храбро срце во Добро утро секој утро. Ова торбичка тука што е, тоа е фактички вашето срце. Тоа е нашиот живот. Значи, во случај да вонатре тој компјутер што е, и батериите во случај да почне да свири, не да е Боже, тоа значи дека нешто не чини со нас. Значи, ние сме 24 часа приклучени на струја. Значи, во овој момент сите пациенти кои имаат механичка потпора во домашни услови се движат на кабел приклучен во нормалната електродистрибутивна мрежа на Македонија. Кога излагаме надвор, излагаме со батерии и плюс носиме уште една додатен ранец во кој што имаме резервните батерии, резервен компјутер за да можеме подолго време да одиме надвор. Јас морам на крај да се нашалам, често пати ни викаат вие пациентите со механичка потпора сте многу оптимисти и многу весели луѓе. Мораме да бидеме такви зашто кога мислиме темно, не знам кај ќе е крајот, тоа е прво. Так. А второ, извини Андреја, ама ние не можеме да комуницираме често пати со некои луѓе, не разбираат затоа што ние сме сепак, ајде се нашалиме, 22 век. На струја сме. Да. Јас ќе се насмеам, меѓутоа не од непочит, нели? Ме разбирате. Нормално. Во ред, инаку, во однос на во однос на самиот транспорт на овој компјутер, фактички на вашиот живот, на вашето срце, се развиваат и веќе во западните земји, конкретно во Соединетите држави, веќе се развива и опрема за транспорт, меѓу другото. Значи, оние елеци со многу џебови кои што се практично скриени, не сметаат со доводи за кабли, за буквално приклучување и така натаму, да се надеваме дека технологијата ќе стигне и кај нас. Таа опрема, такви кабли, опрема за која што батериите се на страна, веќе ги има и постојат. И наши членови ги користат, ги имаме ние. Да, дури има, еве јас лично имам исто, имаме ние мајци, специјални мајци, кои што има специјални џепови кои што се ставаат батериите, компјутерот се става и едноставно најнормално се движиш дури и без ташничката. Така. Но сепак многу посигурно се чувствам кој имам до мене ташната, инаку таква опрема има. Она што ние го очекуваме од производителите на оваа опрема, тоа е да може да во догледно време направат да имаме ситуација да се намалат тежините на батериите. Тие ни представуваат тежина. Значи, две батерии тежат 3 кила, што не е малку, и тоа е терет кој што ние постојано го носиме. Очекуваме да се намалува волуменот и тежината на батериите. Знаеме каква оди технологијата напред и дека се повеќе и повеќе тоа се развива. Така. И очекуваме да догледно време и да дојдеме до тоа. А во меѓувреме, што се вели, добре дојдено би била рамномерна дистрибуција на тежината, за да не... Тоа е она што ние го сакаме, но веќе се навикнаме да живееме со овој живот, мораме, сакале, не сакале, и мислам дека полека се прилагодуваме и влегуваме во некоја нормала, но се што ќе се подобри, ќе биде добре дојдено за сите наши пациенти. Како што вие сте секогаш добре дојдени во Алфа телевизија, особено во Добро утро секој утро. Благодарам. И благодарам и вам на гостувањето. Само на крај би сакал на сите здравствени институции, на другите и на нашите пациенти, им го честитам утре 13 август, Светски ден на дарувањето на органите. Честитки и од нас. Фала.